Не можам да останам равнодушен на ова сладко задоволство. После не знам колку години држам вистински примерок на шарпланинец во моите раце. Знам дека ќе уживате и секој негово представување со неговите пријатели во Телом 5 е поздравено со голем аплауз, секако поголем импакт околу заштитата на милениците, како правилно да ги чуваме, превенција, заштита и така натаму. Едноставно ми се стопира мислата. Нема ова е прекрасен пример. Како така ме бива. Стефан, ти благодарам. Александар Георгиевски денеска не исто во студиото. Здраво. Јас ти кажувам, Стефан Кирков и дружината ни е во секој наредно издание на Телом 5. Ти благодарам што ја прифати поканата да го представиме овој прекрасен асортиман на вистински шарпланинци, како да се загубија некако квалитетите во Македонија во поглед на оваа заштитена раса. Ќе ги пуштиме слободно. Ти спомена келат, јас мислам дека легитимно денеска нека се шират во нашето студио, нека се акомодират па и нека лаат, зошто да не? Да предизвикаме внимание во новото издание Телом 5 и мислам дека следните 20 минути ќе дадеме фокус и акцент за она што кинологија го организира. Кај си бе маќе? Впрочем, тоа е светското првенство за расата шарпланинец. Само 40 на дена ми споменавте има. Да, денеска прават точно 40 дена. Како на побојница. Примаме честитки, примаме подароци. Одлично го правихме концептот нели за емисија, рековме дека ќе посветиме големо внимание на македонската гордост. Јас и ти во неколку наврати до сега сме говореле за шарпланинците. Првите мои страсти така почни мојата кариера со кинологијата, поврзана со шарпланинецот. Така да на гости го донесов мојот пријател Александар. Еден од најдобрите според мене еден од најдобрите одредувачници за раста шарпланинец. Еден од ретките која него ја чува онака кој што треба и ја представува достойно македонската кинологија со професионален одгој. Така е. Така да е добра прилика да доближиме неговата приказна до сите оние кои се љубители на кинологијата, љубители на македонската гордост шарпланинецот. Затоа што треба да посветиме големо внимание да го заштитиме она што е наше традиционално македонско и навивам што поише да се афирмира и што поише се чува во Македонија. Да, еве некои работи веќе и јас ги погрешив дека ниту на планините, нели бидејќи знаеме дека шарпланинецот по потекло нели од кај нас, името го имаат токму од мијата шари и така натаму. Мала историјат. Александар ми спомена, Стефан, дека сте најдобри во одгледување на шарпланинци. Кога беше првиот пример кога го земавте во вашиот дом? Па мојот прв пример е пред повеќе од 20 години го добив на поклон. Јубилеј тука има. Па така нешто. Супер. Од тогаш не сум престанал да ги чувам шарпланинците, но по-професионално се бавам веќе 7-8 година. И така од година во година бројот се зголемуваше и моментално сега стигнавме до 12 возрастни примероци. И колку ми спомена 30 на килограми храна дневно? 30 килограми храна од прилика јадат дневно. Тоа навистина треба и енергија и финанси, меѓутоа претпоставам дека сива овие повеќе од деценија колку што гледаш како што спомена речиси 10 на години, знам дека и понатаму ќе продолжи твоето крупно срце буквално да тука за расата. Па јас не познавам некој пријател или човек што некогаш земал шарпланинец и се откажал од и не се заљубил од чувањето, да. Мислам дека и до условите доколку не му наложуваат и ако престанал да чува, сепак повторно второ куче, сепак го зема шарпланинец. Да, ќе поврземе неколку убави работи и со твоето секојдневие и овие прекрасни примероци, меѓутоа незалудно ги донесовте и овие примероци во поглед на златото и медалите. Ова е само доказ на се она што твојата одгледувачница доживе еден убав подем и наградување не само од публиката во Македонија, каде што ги представуваш или впрочем шарпланинците, меѓутоа ми спомнавте прекоокеански веќе. Да. Па поголем дел од моите кучиња ги шири хоризонтите, шири светот. Поголем дел од моите кучиња завршуваат значи надвор од границите на Република Македонија. Идат голем дел во Европа, голем дел во Америка. Во Америка расата како да кажеме во експанзија и се повеќе луѓето се заинтересирани за оваа раса. Бидејќи таму секој слушаме дека не знам лабрадор, ретривер од германскиот овчар, драго ми е што малите раси, но шарпланинецот се покажал како еден од најдобрите заштитници на нивните стада во Америка од којоти и слични диви зверови. Доста голем број на луѓе ги земаат и за домашни миленици. Значи шарпланинецот може да се снајде како домашен миленик во соба и како заштитник од дивите зверови. Секогаш неопходен можеби стамбен, голема можеби дворно жалиште, така? Така доколку шарпланинецот се изнесе 2 пати дневно голема прошетка над сат време, мислам дека е доволно. Тоа се ме доволно, да. Тие моментално се акомодираат во нашата студија, ја чувствуваат таа оваа енергија. Еве, споминав дека ќе ги прикажеме за гледачите. Конкретно, ова е само дел од она што... Да, ова е дел од освоените пекари на изложбите. Овие пекари се освоени во последните 2 години од два мои мажјаци. Само од два? Само од два мажјаци, да.
Актуелни се шампиони на Македонија. Едниот мајчек што го набавив лани, го набавив од најголемата ледувачница во Босна, од Девочидало Станковиќ. Тој е шампион на Босна, на Србија. Победник е на најголемата изложба во Србија во Смедеревска Паланка. Кај нас на лани на светското првенство освои второ место. Браво. На државното првенство 2017 година беше државен првак во расата, во класата на шампиони. Другиот мажјак е мој, како да кажам, кај мене е роден. Кој е најстариот примерок во овие 12 кои што ги имаш дома? Најстариот примерок е новиот мажјак што го набавив пред околу година и пол две од Босна. Тој сега има 8 години. 8 години. И оваа година му е последна на изложбите и тој веќе оди во пенсија. Да. После од следната сезона неговите потомци ќе излегуваат на изложбите. Така? Така. Ќе потсетиме каде може да те лоцираат конкретно, бидејќи со Стефан споменавме, претпоставам дека ќе алудираме на сето тоа во продолжение на разговорот, дека кај нас за жал не се штити доволно расата шарпланинец, нели? Се миксираат кучиња, не ги гледаат родовниците, потеклото и така натаму и на крај нели незадоволство може би има кај публиката кои што како вас двајца особено сака да чуваат ваков. Така. Јас имам значи фан страна на Facebook, тоа е The God of Macedоnia или Богот од Македонија, тоа е името на Македонија, така. Да, тоа е името на мојот ледувачница. Значи таму имам дел од моите кучиња продадени во странство и кај нас. Така. Имам тука кај нас дадено неколку кучиња на еден ранч за производство на органско месо и сметам дека и со таква афирмација расата ќе заживее и ќе се врати во пределот кај што припаѓа. Кај што припаѓа. Така. Одлично. Стефан, знам дека си ја гаиш покрај француски булдог, англиски булдог, ама и шарпланинецот дефинитивно е. Шарпланинецот ми е во срце, го што кажав преска, така почна мојата кариера со практично добивање иста слично приказна како на Александар, добивање на шарпланинец за подарок, за потоа да почнам јас да ги посетувам изложбите и кинологијата, се заразам практично со кинологијата, меѓутоа стално бев оној гласноговорник кој буквално не сака неправди. Расата е шарпланинец се постои стандард. Се вели од нејзиното потекло дека едно од најстарите раси во светот на кучиња кај нас е додана се претпоставува дека со доаѓањето на Александар Македонски на овие територии на Шарпланина е додана со него и останата во Македонија. Дали од тогаш датира приказната за Шарпланинец? Да, порано се наоѓали на бачилата, за жал на бачилата се поретко може да видиме вистински Шарпланинец, така да јас бев оној кој главно се противеше на сето она што се случуваше мелезење за да се добие на височина, непочитување на стандардот, не секогаш регуларен изложби и правилно оценување, така да се борам и ќе се борам заедно со професионалните ледувачи како Александар за да се запази стандардот на шарпланинецот и конечно се заштити шарпланинецот како македонска национална раса, затоа што во моментов е призната во Светската кинолошка федерација под името шарпланинец, што јас не се согласувам со тоа. Она што гледам читано, да, името е сменето од шарпланинец во шарпланинец. Што сметам дека треба некои структури кај нас во Македонија, па и кинолошкиот сојуз многу јако да застанат не треба да се обрне на сето тоа. Да, на неколку странство ја препознават шарпланинец, не шарпланинец. Она што е впрочем оригиналот, се знае, да, така добива дека потекот и од Србија, меѓутоа да, во Србија каде има повеќе ледувачници од кај нас, поише пазат на расата, може да кажам на жалост. Побројна публика. Така, меѓутоа шарпланинецот потекнува од овие предели. Така да треба да застанеме цврсто на неколку семинари, дебати. Кажав, наместо да се прават споменици на шмизли, кукли, бикови, да си живи здрави. Да направи еден споменик на шарпланинецот во природна големина, па сите оние кои посетуваат Македонија да го видат и да си го заштитиме како наше национално куче, затоа што навистина заслужува. Па да не забораваме, ние можеби е клише, меѓутоа незалудно го имаме на монетата од нашите железни пари, така што доволно тоа кажува колку шарпланинецот е некако поврзан со историјата на Македонија. Има големи ентузијасти кои работат за чување на расата. Се довршувам, чинам дека втор пат, ако не се лажам, светска изложба во Македонија. Трет пат светска изложба во Македонија, нели поводот е затоа сме тука. 25 ноември во хотел Белви се одржува третата светска изложба за расата шарпланинец во Македонија. Ни помалку ни повеќе, трета светска изложба на шарпланинец во Македонија. Значи ќе представува вистинска атракција, организаторите најавуваат вистински спектакл со учество на одледувачници од повеќе земји, најпретежно од Балканов. Оние сите познати одледувачи ќе заземат присуство. Судиската листа е одлична, значи е господјата Полина Симич од Србија и нашиот македонски интернационален судија господинот Габриел Стибел, кој сметам дека е вистински избор, еден од лековите во македонската кинологија кој јас како дете памтам се бори за шарпланинецот и еден од за зачувување кинолошките судија кој секогаш е на страната
на кинологијата и за правилно чување за вистински шарпанинци, така да судиската листа е одлична. Јас со нетрпение чекам да дојде таа светска изложба, да посетиме, да видиме што повеќе шарпанинци. Луѓе кои што ќе се Па веќе има најави од големи одледувачници дека ќе земат учество. Така да вистински празник ќе биде на кинологијата во Македонија, вратите се отворени во хотел Белвир. И генерално за љубителите на расата шарпанинци. Да, кој сака може да си дојде во Белвир да проследи оваа манифестација, затоа што па јас мислам дека ќе има повеќе од 100 примероци каде што ќе може да се видат. Тоа баш ќе биде манифестација и наста. Уживо од различни големини ќе има во папи класа, во јуниор, во сениори, ветерани, така да расата е доволно прекрасен карактер. Сите оние кои сака да дојдат во Белвир ги очекуваме на едно дружење, на една кинолошка треска која претпоставам дека треба и медиумиве да малце поише да подкрепат за што да добиеме поголема изложба, со тоа што Македонија ќе се афирмира со расата шарпанинец. Како не? Ќе потсетим уште дека само 40 да имаат овие примероци и ми спомена Александар дека се уште не го обезбеделе својот дом. Уште овие две кученца за слободно до легло. Ова легло имаше 7 кученца. Па може да ги поканеме доколку некој е заинтересиран? Па неколку доколку е заинтересиран. До ова легло, значи до сега само едно е во Македонија, другите се продадени надвор. Имаме едно во Финска, две во Америка, имаме во Италија. Како прекоокеански транспортер со пасош, со цела документација ги праќате? Да, со комплетната документација, значи со чип, со пасош, со здравствен сертификат дека кучињата се здрави. И може да се испратат во било кој дел од светот. Без проблем. Па нема никаков проблем, бидејќи се здрави, прегледани од ветеринарна инспекција и нема никаков проблем. Супер, како не. Уште ќе потсетиме на 25 ноември се 25 ноември. Своето учество за оние кои што можеби ве сега дознаваат и се информираат преку нас, ќе може да го приватат. Ќе може да го приватат со шарпанинец на официјалната страна на Кинолошкиот сојуз на Македонија ksm.org.mk и во оние фотографии кои идеат или во скоп на разговорот, каде што има и Facebook страна Kennel Association of Macedonia, или Кинолошки сојуз на Македонија. Ги има сите потребни информации. Јас апелирам сите оние кои имате шарпанинци, извадете ги да ги видиме, затоа што навистина треба тоа да се види, да се забележи, да се снима, да се фотографира и како македонци да се гордееме со она богатство кое го има. И да се представиме дека дел од најубавите примероци се точно во Македонија. Тука, значи некој работи апсолутно треба да се информира јавноста и многу ми е драго дека денес го посветивме вниманието, барем овие 20 минути. Ти спомена дека нема да ги забележеше помина речиси во Телма 5. Само да потсетиме дека може да те комуницирате понатаму за колку временски период може да се набави или колку легла годишно можеби. Па годишно имам сигурно околу 5-6 легла. Зависи од периодот, некогаш женките ги одмараме. Кога го да речеме Александра да ти најави некој кој што сака да чува? Па значи на мојата страна и на мојот Facebook профил објавувам кога пример имам најава на легло и константно поставувам слики од тоа легло. Иначе нема никаков проблем. Да, може луѓето да си резервираат доколку се заинтересирани, отколку ги примат двете вакцини. Имате на листа на чекање. Да, отколку ги примат двете вакцини може слободно да си ги превземат. Супер. Да знаеш дека те чекам со следната тема веќе. Ќе потсетиме уште еднаш пред да се збогуваме денес со Телма 5 за минувањето кај господинот Реис. Кога е Стефан? Дефинитивно чекам повеќе за таа академија за груминг која треба да завршам кај господин Саша Реис, кога имавме директно во студио дека. Јас се надевам дека ќе биде некаде крајот на ноември или почетокот на декември. Ќе биде уште едно скаливо пулс во мојата школа за груминг. Така да ќе бидеме во тек, ќе бидеме уште во Телма 5. Така да информира да се доцира. Ќе информираме, ќе презентираме уште многу. Мора да го документираме за гледачите целото твое искуство. Тоа не е мала академија. До мене стигат позитивни критики. Затоа што сум гостил дека секогаш ме задоволство да како една од утринска програма која ја обожавам највеќе. Затоа што се грижите за кинологијата и за домашните медици, сте први и останете така. Така. Ти благодариме, тенденцијата и понатаму ќе биде секако со тебе да ги заштитиме сите овие раси, Александар, вети ми дека до крајот на година уште ќе се дружиме барем и рековме, договоривме дека малку повеќе ќе нема проблем, може да донесеме некој возрастен примерок во студио. Мислам дека ќе биде истинска задоволство. А со овие примероци јас ќе ве поздравам, уште еднаш ќе потсетиме дека ќе имате прилика уште денес да си набавите еднаков примерок и ете, се гледаме со расата шарпанинец веќе за некој кус период повторно во Телма 5. Останете со нас.